Во средината на првиот век по Христа, бројот на христијанските цркви во Мала Азија, денешна Турција, видно се зголемил. Меѓу бројните тамошни христијански заедници кои биле меѓусебно поврзани, се чини дека онаа од Ефес имала извесен престиж. Апостол Павле таму поминал 3 години во текот на неговото трето мисионерско патување. Дела, глава 19, први стих, до глава 20, први стих. Според Ефесијаните, глава 3, први стих и глава 4, први стих, апостолот се наоѓал во затвор кога го пишувал посланието до Ефесијаните. Токму затоа ова послание се вбројува меѓу така наречените посланија од заробеништво, заедно со оние до Филипјаните, до Филимон и до Колосијаните. Ширината на неговата поука наведува повеќе на помислата дека писмото било упатено до еден многу поширок круг на читатели, одошто до една посебна локална заедница. Централна тема е вечниот Божји план, чија цел е да соедини се небесно и земно под една глава во Господ Исус Христос. Глава 1, 10 стих. Пораката на посланието, сместена меѓу краткиот вовет, глава 1, 1 и 2 стих, и краткиот заклучок, глава 6, 21 до 24 стих, може да се подели на 2 поважни дела. Во првиот, глава 1, 3 стих, до глава 3, 21 стих. Откако го искажува восхитот од она што Бог го направил за сите преку Исус Христос, писателот ја развива темата за единството, покажувајќи како Бог ги соединил нејудејците и јудејците во еден единствен народ, негов народ. Во вториот дел, глава 4, први стих, до глава 6, 20 стих, апостолот ги повикува своите читатели да живеат во тоа единство на начин достоен за нивниот нов живот, во хармонија со Исус Христос. Тоа ги искажува јасните последици по нивните меѓусебни односи во христијанската заедница, во семејството и во општеството. Апостолот илустративно го прикажува единството на Божјиот народ, служејќи се со 3 слики. А. За телото, црквата, чија глава е Исус. Б. Со зградата, чиј камен темелник е Исус Христос. И В. Со брачната двојка, при што црквата е Христовата невеста. Така, може да се согледа дека не е можно единство без целосна и постојана приврзаност, односно предаденост на верниците кон нивниот Господ.